Колку на луѓето им смета кога си директен, искрен, отворен, колку луѓето се научени така да прифаќаат таква комуникација? Очигледно, моите вработени научија дека јас така комуницирам и мислам дека немаат проблем. Она што го респектираат и не секој директно ми приоѓа, го комуницираат со менаџерите, па менаџерите се оние што може послободно да ми укажат и секогаш зборам директно, кажи ми кој е проблемот, затоа што јас не можам да видам се. Работев јас сам, немав со никого, сам бев и работев во една гаража. Така почнав, полека со алати што нешто што имав, нешто што така од секоја работа направена си докупував по нешто алати. Цело време вложувам во алати, ден денес купувам и машини и се повеќе и повеќе. Кога веќе се префрливме во новиот објект, кога пораснавме и со луѓе, мораше некако да се организираме. Имавме една мала помош од еден консултант од Холандија, беше кај нас некои 9 дена, ми даде некои насоки како би требало да изгледа целата наша фирма. Од која си замина, нели, нормално, размислив што како, ја согледав цела ситуација, да би сето тоа функционираше како што треба, немаше да бидеме тука. Затоа сме на овој мастермајнд, сакаме да донесеме фирмата да биде само управувачка компанија. Денешен гостин во новата подкаст епизода ни доаѓа господинот Тоци Наков, успешен претприемач со повеќе од 20 години искуство. Човек кој што води сериозна компанија, човек кој што зад себе има стотици, односно илјадници клиенти позади себе, успешни приказни. Човек кој што му остана многу малку места на континенти на кои што се уште нема соработувано, барем за сега. Човек кој што знае да изгради тим и често пати вели, и сведок сум за тоа, кога вели некој сонува да изгради како нашиот тим, ние веќе тоа го живееме. Човек кој што има огромна доверба кон луѓето, човек кој што знае да задржи луѓе, човек кој што знае да изгради тим, знае да изгради компанија. И мислам дека денеска во оваа епизода и како ќе зборуваме за практични искуства, Тоци ќе сподели со нас дел од неговите искуства, како се формира фирма, кои се проблемите нормални кои што се јавуваат во секоја една фаза, како мора и кои се тие моменти каде што мора да донесеме одлука за нешто да промениме, како тоа изгледа во пракса, но да не ложам многу, имаме и такако апсолутно одличен соговорник. Тоци, добре дојде во денешната подкаст епизода и уште еднаш ти благодарам што ќе имаме прилика да поразговараме и луѓето кои што ја гледаат подкаст епизодата да и како да слушнат работи корисни од ваша страна. Добре дојде, Тоци. Најпрво, слободно можеш да се представиш, па ќе одиме чекор понатаму. Добре ве најдов. Јас сум Тоци Наков, сопственик и управител на Уника Дизајн. Повеќе од 30 години се бавам со производство на мебел по мерка. Одлично. Денеска важите вашата фирма како една од најпочитуваните во вашата фела, во вашата индустрија. Ни доаѓаш од фирма која што се бави со производство на мебел по мерка, производство и монтажа. Па мене многу ме интересира како беа почетоците, зошто токму мебел, дали учеше занает некаде или формално образование за тоа, или како дојде природно идејата да Тоци се бави со бизнис и конкретно во оваа индустрија? Па се започна пред 30 години, како што кажав, во една мала работилница. Тоест, прво во дневна соба. Се преселивме во нов стан, немавме закачалка за мебел, тоест не одговараше старата закачалка на мебел од претходниот стан. Земав мерки, имав претходно едно мало искуство. На татко ми пријател дојде од Шведска, донесе мебел кој што беше расклопен во даски и со него заедно ми беше интересно, донесе првпат сега популарните наши штрафилици на батерии и така ми беше интересно со него и почнав да го склопувам тој мебел. Потоа отидов во војска, се вратив од војска.
Што понатака, веќе бев на факултет за физичка култура, пошто играв фудбал и се уште играм и се уште се трудам. Ама имав слободно време. Така да, покрај тренинзите, покрај факултетот, гледав како може да се заработи некој динар. Прво за себе направив една закачалка за дома. Имаше фирма која како на реклама на телевизија кроиме по мерка. Малото искуство што го имав стекнато претходно со склопувањето на мебел, малце размислив што како. Техничко цртање бев добар кога учев во средна школа, така да си нацртав еден мал проект, отидов во фирмата, ми покажаа како да направам кројна шема и се останато. И сето тоа го собрав од таму, го склопив и направив една закачалка што и ден денес ја чувам. Навистина? Да. Тоа е првото нешто што е направено од мене и си стои имам куќа во Лизиче и таму ми стои. Потоа почнав да работам кај пријатели, кај некои другари мои, ситни работи, некои поличиња, некои такви работи. Во еден момент, сега веќе покоен, не е меѓу нас, Аце Макџинс ме наоѓа и правиме еден дуќан во трговски центар Буњаковец. Го направив дуќанот, го средив од една мала фотографија во едно списание, со моја идеја, со мој, да речам, дизајн. Го направив дуќанот, кога дојде го виде и рече, еј, Тоцка, вика, сакам да ми правиш уште мебел. Така продолжив со него малце, работевме некои, ме ангажираше да правиме магацински сталажи, потоа дојде Fashion Week у Скопје, тоест беше на саем, сега точно не ми текнува како се викаше таа недела, но мислам дека беше Fashion Week, каде што исто таму правев писта за одење на манекенките, па му правев штанд за Макџинс. Тие беа првите почетоци и сето тоа прерасна во она што е денес. А како изгледаше тогаш? Што имавте од услови, да кажам? Така Имавте ли машини, алати? Како изгледаа почетоците? Како што кажав, значи во една многу мала работилница, нормално како и сите што почнале, имаше, немавме кој знае колку алати, јас имав една бормашина од татко ми, се уште ја чувам. Тројка бургија не фаќаше, не можев да ставам тројка бургија кога ми требаше нешто да идуше, па морав да се снаоѓам како, пошто футерот, така е, футерот голем и барав чаре како да можам да избушам. Прво што заработив беа пари од столици од ратан. Имаше кафичи во стара железничка станица и имав еден пријател што во тогашно време имаше бамбус столици и тие беа расклатени. И ми вика, Тоци, јабе, ти вика чепкаш ова ако можеш нешто да направиш. И почнав да ги зивам по 4 и му ги преправав, значи ги се снаоѓав, немаше ратан, најдов со кожа, ги стегав со кожа, ги лакирав, ги средував и како ги правев, така му ги враќав. И тие беа првите пари што ги заработив и со тие први пари купив штрафилица на батерии. Значи во тој период немате објект, немате во какви услови, каде работевте? Во гаража. Гаража, така. Да. Значи работевме работев јас сам, немав со никого, сам бев. И работев во една гаража, така почнав полека со алати што нешто што имав, нешто што така од секоја работа направена си докупував по нешто алати. Цело време вложувам во алати, ден денес купувам и машини и се повеќе и повеќе. И кога доаѓа моментот кога почнува да расте први вработувања, да градите тим,
да се преточува во нешто посериозно? Значи работев во таа мала работилница, пошто морам да спомнам во тој период таков беше нели периодот, се вратив од војска, почнав да достудирувам. Ама на секој млад човек му требаат пари, се снаоѓаш, бараш чаре како да направиш некој динар. И нормално почнав да работам. Ама мајка ми не и беше тоа сватливо дека ќе биде работа што ќе денеска ќе ја работам и ќе биде бизнис. И со некои пријатели од татко ми покоен ме вработија во железница, да не седам така. И имам искуство во железница, почнав да работам во железница. Како секој дневно одев во железница на работа, потоа одев на тренинг, од тренинг одев во работилница и сето тоа така со едно 7 години. 7 години паралелно со 3 професии. Да, и факултетот го имав воредно. После како почна да се развива целото тоа, нормално си барав помош, тоест како би го подобрил целото тоа производство мини мое, меѓутоа да биде што попрофесионално. Почнав да одам по саеми. Најпознат во тоа време беше саемот во Словенија. Тоа е одма после војната, значи кога заврши војната, зборам за Југославија. И имаше саем во Словенија, прв пат отидов таму. Имавме проблем со визи, па дава, не дава и така и ги посетував сите тие саеми таму и на тој саем видов машина за бушење, тоест првата типларица и ја купив од таму за како да ја убрзам работата и да биде професионално, значи да нема штрафови, да не се познаваат од страна како што и другите работат, гледав секогаш да се издвојам, да биде малце подобро од се останато. Типларицата ја купив 2002 година, тоест 2001 ја нарачав, ми стигна 2002 и почнав да работам со оној класично да заличува веќе на нели? Така е, да заличува на професионален спој, да нема штрафови, да си биде типла со екцентар и така работев сигурно уште некои 4 години, 5. Потоа дојде еден период каде што еден мој пријател ми правевме муабет, пошто соработувавме, он ги реновираше дуќаните на Жито Лукс и ја го правев мебелот, дел од мебелот, нели? И имаше некој проект што требаше да работиме во Лариса. Ме викна и ми кажува што треба се да сработиме и земав ја сите документи кај мене, сите проекти, размислив добро и му предложив, викам вака и вака, ако ние го дадеме целото ова некоја фирма да ни го скрои услужно и да ни го искантира, разликата во цената што ќе бидат машините. Значи, она што они ќе ни го искројат, што треба да го платиме како услуга, искача да купиме една полупрофесионална машина, да можеме да си го сработиме тоа сами. Ако добро те разбрав, идејата ти е наместо овој проект да заработиме финансии, ајде да заработиме машини, еве, отприлика како добивка за да ги имаме понатаму. Не, ќе заработевме и плюс пари. Добро. Значи, јас ја направив разликата во цена, само од корењето, ако го дадовме услужно целиот фактично, проект. само тој сегмент кога би се да, работел, ќе купевме машина. Машините, супер. Кога од кантирањето, значи исто ќе купевме машина. Така. И му викам зашто ние да даеме некој услужно, ние можеме сами да тоа го направиме. И он подразмисли, ми се јави на телефон, вика имам ја еден објект што не ми е довршен во Избегово, да доеш да го видиш. Отидов таму, нормално поголем од мојата работилница. Се договоривме многу брзо. И он да го дозаврши и да влеземе како партнери во
во целата во целиот тој процес. Машините ги нарачавме, почнавме да работиме, со грците имавме повеќе преговори, на крај не искочи ништо од сето тоа, меѓутоа ние продолживме да работиме, затоа што бевме спремни, затоа што беа 4 згради, со по 100 и кусур стана во зграда, во сите станови требаше да правиме кујни и плакари во ходниците, така да целото тоа беше огромно и моравме да се спремиме со време. Меѓутоа со преговорите со грците не искочија на крај како што треба и продолживме да работиме како што работев јас сам, со тоа што повеќе проекти и тука се веќе првите вработени. Веќе имав ја некои дечки што соработувавме заедно. Во тој период се затвори леснина, стара леснина што беше, се затвори, имаше дечки што соработувавме после нивното работно време и веќе таа се затвори и после јас ги земав кај нас. Продолживме да работиме за кратко време, значи после година и пол. Фер коректно и ден денес сум многу близок со нив, така да джентлменски се договоривме. Јас продолжив да работам ова што го работам и ден денес, со тоа што остана во неговиот простор, бев под кирија. Тоа траеше некои 5-6 години таму, 6 години у принцип. Да во еден период сватам дека треба уште да преземам еден чекор. И во 2009 купив плац, направив објект, овој што е сега денешниот, и ги донесов машините од тој простор таму, ги ставив во новиот простор, што изгледаше малку смешно, затоа што тие машини во толкав простор беа како мали деца. Во тој период се погоди, тоест ме побараа од Samsung. Samsung почна да се развива многу во Македонија. Дојдоа со некои проекти што требаше да се работат тука и некакви си сталажи за изложување на нивните производи во маркетите за бела техника. Сето тоа го разгледав, го направив, меѓутоа материјалите што ги користеа беа премногу скапи, на нашиот пазар ги немаше. Тоа беше некој камен фурнир, некои материјали што требаше да ги бараме надвор. Јас најдов алтернативни материјали што можеше тука да се најдат. Направив еден узорак од една сталажа и дојдоа луѓе од Београд и од Загреб, ја одобрија. После, пошто искочи сталажата за нивни услови многу поевтино од тоа што планирале, ме побара да се види со мене регионалниот директор на Samsung за Југоисточна Европа, мистер DJ Ким, така му беше името. Му памтиш името се уште. Го памтам тако името за памтење. Кога дојде ми беше срам, пошто ние само што се преселивме во новиот објект, погонот беше завршен, а управната зграда не беше дозавршена и немавме канцеларии. Тоест имавме една канцеларија во погонот и ја им реков немам кај да го примам. Му вика не сакам да дојдам у канцеларија, сакам да го видам производството каде што работите. И нормално да ја види сталажата што ја направивме. Дојдоа со делегација, не очекував ја, дојдоа 5-16 луѓе и од Загреб имаше представници за Samsung што работат таму. Ја поедноставив целата сталажа, под конструкцијата ја направив на еден друг начин како што нормално статички си издржано се, меѓутоа многу поевтино. И само ми кажа ти ќе направиш и ќе догураш до многу повеќе од ова, штом си почнал не застанувај и можеш да продолжиш и понатака да произведуваш она што ти е во глава и гледам вика дека битно е разбираш тоа што го правиш.
А како се чувствуваше ти кога дојдоа луѓето, управната зграда скоро и не постои, нели? Многу незгодно Сигурно ми во беше. скромни услови, како... Незгодно ми беше, пошто ја 3 пати му се извинував да му кажам дека еве сега е нов објектот, дека немаме канцеларии, дека ќе ги правиме. И он тогаш ми кажа, не се секире, не ти треба тебе канцеларија, ти треба хала. И ова ќе ти биде мала. И кога ми кажа дека ќе ми биде мала, во мојата глава беше, што збори сега овој, видија колкава е оваа хала. Ете, дојде ред сега и мала е. Да. После тоа, имавме еден проект за Катар и за Кувајт. Така, не многу голем, не многу мал, ама голем предизвик. Тука работевме еден дуќан кога се отвори City Mall и луѓето беа од Англија, беа премногу задоволни од она што го направивме, и дизајнот, и изработката, и сите работи што ги во целокупниот проект. Ме праша дали можеме да работиме надвор, а ја гордо му викам, па ние работиме, викам, надвор, каде работите? Па викам, еве, во Косово, во Албанија, работиме за Samsung, ама он ми вика, не, малку подалеку. За понадвор. Да, малце подалеку, да. И му викам, па не е проблем, викам, кај да е, викам, исто е, викам, ако ние носиме во Албанија, значи транспорт до Албанија, транспорт до Косово, одиме таму да монтираме, дали било тоа таму или во некоја европска земја или на друго место, исто е. Ми вика, ама не во европска, на друго место. А му викам, исто е. Значи, за мене е исто. Значи, ние треба да испратиме робата и да појдеме таму да ја намонтираме. Така. Така да, за мене е исто. После неколку дена ми се јави, тоест ми пиша мејл, ќе ти испратам, рече, основа од двата дуќана, едниот е за Катар, едниот е за Кувајт. И тогаш ми стана јасно зашто ме прашувал подалеку и така. Ништо му одговорив, чекам да ми пратиш и да го направиме дизајнот. И вика, дизајнот ќе биде ист како во Скопје што беше дуќанот, само треба да го прилагодиш спрема тој простор. Супер, испрати цртежи, направивме ние дизајн, дојде се договоривме, го сработивме целиот проект и за Катар и за Кувајт, организиравме транспорт, отиде сето тоа таму, беше организирано, имаше екипа тамошна, значи едни беа што ни помагаа во Катар, едни во Кувајт. Отидовме таму уште двајца од тука, јас и уште еден вработен, само да ги позиционираме работите, да им објасниме на луѓето како што, и бевме таму додека сето тоа не се заврши, да се склопи, да се намести, да се намонтира. И во Катар, и во Кувајт завршивме. Ваши луѓе монтира, ваши луѓе изведбата или повеќе во надзор бевте, а нивни луѓе? Така е. Јас и уште еден бевме од тука, од кај нас од фирма, а таму имаше луѓе што помага уствари што монтира. Ние бевме надзор и му објаснувавме што и ние подмонтиравме помалку. Меѓутоа, во главном дечките од таму помогнаа за да се тоа заврши, така беше организирано. Ги завршивме тие два големи проекти, требаше да продолжиме и понатака, веќе имавме најава дека треба Дубај да се работи, Бахрин требаше исто да работиме. Меѓутоа има нивни таму пошто фирмата беше семејна, па нешто се делеа, па не знам, не им ги знам понатамошните релации, така да во еден момент само контактот што ни беше рече сега за сега е стопирано и понатака ќе се чуеме. Се слушнавме неколку пати, ама се уште и ден денес не сме продолжиле да работиме. Ама тоа ни беше една одскочна даска каде што продолживме и понатака да работиме. Создаваме мебел што е со висок квалитет. Се пробивме на пазарот во Европа. Работиме за
некои наши луѓе што се во Германија, имаме контакти во Швајцарија, исто работиме на проекти и во Швајцарија. Можам да кажам дека оваа година дојдовме и до Америка. Монтиравме и таму, така да сега се шириме и понатака, веќе имаме контакти од Америка, имаме неколку проекти што треба да ги веќе комуницираме, испративме некои дизајни, па сега имаме некои преработки на тие дизајни, така да понатака очекувам дека ќе се развиваме во таа насока. Има ли континент на кој што не сте работеле? Па не сме работеле Австралија, Нов Зеланд. Јас имам една изрека, можеме да направиме мебел секаде кај што ќе не повикаат, па макар тоа да биде и на друга планета. Само да има превоз. Само превоз да организираат. Да, Другото нема проблем. Тоци важите за една компанија која што е респектабилна, и ова не го зборам за да персирам, туку тоа го зборуваат луѓето со кои што често комуницираме. Знаеме заеднички пријатели и клиенти кои што велат дека тоа што го работите на вистина трае со години и дека работите на еден специфичен начин, а тоа е дека знаете да запазите рок, да време и она што е договорено да биде исполнето. Како тоа ви успева? Колку луѓе сте во моментот? Како денеска изгледа фирмата, да кажам? Благодарение на добриот тим, луѓето што се со мене се големи професионалци. Учиме секојдневно, затоа дојдовме на овој мастермајнд да научиме уште подобро од она што сме се позиционирале, да бидеме попрофесионални, едноставно работите да ни течат како што треба. Моментално сме 24 вработени во Уника Дизајн. Поделени сме по сектори, поставени се менаџери во продажба и дизајн, во производство и на монтажа. Сите меѓусебно соработуваат, се договараат и едноставно решаваат проблеми што се тековни. Долгогодишната работа ми придонела да направам и составам добар тим, добри луѓе што си ја сакаат работата, постојано го зборам тоа. Значи, ако ти доаѓаш на работа и нозете ти идат на работа, значи е таа работа за тебе. Ако веќе ти не можеш да одиш, ако сабајле се будиш со тешкотија дека ти треба да дојдеш на работа, едноставно не е таа работа за тебе. А како ти успева тоа? На неколку пати сум те слушнал, велиш, многу луѓе сакаа да изградат тим како нашиот, но ние изградивме, ова се твои зборови. И искрено сум го слична или во сличен контекст сум слушнал многу пати од предприемачите кои ќе кажа, и кога прв пат го изговори ова, да ти кажам, ја слушнав, ама со резерва ја прифатив. Оти искуството ми вели нешто друго. Да кога бевме есен беше така, нели, на тимбилдинг, кога влеговме и кога ја почувствував енергијата, луѓето околу, гледам како се дружат, комуникативни, насмеани, помага еден, помага друг. Навистина, верувам дека го имаш тоа. Како ти успева 24 луѓе после 24 години и сето тоа да успева? Па не знам, може да го носам со себе, може да е природно. Им верувам на луѓето, им верувам на менаџерите, затоа што сум се поставил како другар, како пријател. Сите работи сакам искрено да ги разговараме, за сите проблеми сакам искрено да разговараме, тоа им е кажано многу пати да не едноставно да не ги заташкуваме работите и ствари да ги ставаме проблемите под тепих. Секогаш викам секој проблем на маса, за секој проблем има решение, тука сум ја да помогнам, да го решиме тој проблем и понатака да продолжиме со останатите обврски, со останатата работа, со се она што ни е тековно.
И гледам секогаш да разговарам искрено. Јас сум малце и директен. Јас стално викам, не ми врти ко киша око Сараева. Директно кажи што е проблемот, што и да се деси. Не знам, колку год да е штета направена, значи само дај да го решиме проблемот. Нема никаков проблем ако му пристапиме на проблемот директно, знаеме што е како е и сите здружно да можеме да го пребродиме сето тоа. Мислам дека искрената комуникација, јасната комуникација, делегирање на задачите кој кај што му е местото, мислам дека е тоа еден од успесите. Гледам секогаш да јасно зборувам, јасно објаснам, препрашувам неколку пати дали ме разбравте, дали е јасно ова што го разговараме и нормално фидбекот е овој што е уствари денешниот фидбек од сите вработени. А колку им смета, генерализирам, но ме интересира сигурно во овие, нели, во ова твое искуство сигурно имаш и едни и други случаеви, нели? Колку на луѓето им смета кога си директен, искрен, отворен, колку луѓето се научени така да прифаќаат таква комуникација, да кажам? Па очигледно моите вработени научија дека јас така комуницирам и мислам дека немаат проблем. Она што го респектираат и не секој директно ми приоѓа, го комуницираат со менаџерите, па менаџерите се оние што може послободно да ми кажат, укажат и секогаш зборам директно, кажи ми кој е проблемот, затоа што јас не можам да видам се. Можам до негде, ама не и се. Вие сте тие што сте цел ден тука заедно, јас одам по состаноци, по други работи, обврски што треба една компанија да ја одржи. Најбитни се тука финансиите, да биде секако што треба и другите проблеми се вие што треба да ги искомуницирате со вашите тимови, со вашите луѓе што се под вас, да можеме сите работи да ни бидат како што треба. Имаме периоди кога ќе дојде повеќе работа, роковите се кратки и во тој случај се прават состаноци, се договараат што треба да направиме, дали ќе притиснеме малце повеќе, ќе се поангажираме малце повеќе во текот на денот или ќе останеме после работа. Тоа е нивно, на нив го оставам, они се договараат и така продолжуваме. А кога, ако те слушнав пред малку, кога нели се враќавме на самите почетоци, кога за прв пат фирмата порасна по обем на работа, по луѓе, како и да е, нели, нормално сите предуслови, да за прв пат назначиш одговорни луѓе, нели, ете на производство? Значи, тоа беше пред некои 10, можда 10, можда не, али од прилика негде од 8 до 10 години. Кога веќе се префрливме во новиот објект, кога пораснавме и со луѓе, тогаш примивме и уште плюс луѓе што ни требаа и мораше некако да се организираме. Имавме една мала помош од еден консултант од Холандија, кој што беше ангажиран преку агенција за вработување. Беше кај нас некои 9 дена. Ми даде некои насоки како би требало да изгледа целата наша фирма. Од која си замина, нели, нормално, размислив што како, ја согледав цела ситуација и се поделивме на некој начин да можеме да функционираме. Да би сето тоа функционираше како што треба, немаше да бидеме тука, затоа сме на овој мастермајнд, сакаме да донесеме фирмата да биде само управувачка компанија. Кога веќе ја спомна мастермајнд програмата, кога почувствува дека е време
за промена? Дали и ти го имаше истиот момент, кога најчесто луѓето велат вака веќе не оди, или можеби нешто друго? Што се случуваше кај тебе? Никогаш не сме поразговарале за оваа тема, така да... Го размислував подолго време. Ги имав работите што се како треба, поделени по работни места, кој што треба да работи, усмено кажано се што треба, и фалат некои работи што едноставно мини комуникација недозавршена, некои работи неспроведени, завршен објект не знаеме дека е завршен. И цело време во мојата глава беше како овие работи да ги искорениме, како можеме да се подобриме, што треба да направиме. Гледав како едноставно да направиме некакви си процедури, протоколи, или разговараш со еден, ти дава некоја идеја, па ја размислуваш, па гледаш што е, како е. Али сето тоа не гази многу времето, пошто работата е работа, мора да се заврши, роковите се дадени, мора да се стигнат. Квалитетот пред се, кај мене прво е квалитет, па се останато. Многу пати сум кажал, ја можем да закаснам на монтажа, тоест да не дојме на монтажа, ако квалитетот не го задоволува она што ја сум го ставил во мојата глава. Ми се десило да договорена кујна да биде договорена за монтажа, да ја видам и да речам ова не оди. Да треба да се префарба целата, да се среди како што треба, па ќе ја однесеме од X причини, не знам, било што се десило во фарбара или не знам што, али не дозволам да оди понатака, затоа што битен ми е квалитетот, така сум дошол до ова ниво. Од секоја сум гледал да биде прво квалитет, па се останато, така да и таа девиза ме води во целокупната работа до сега. Тоци, вие не се бавите воопшто со маркетинг, или во последно време, ако забележам дека може би има некои промени, но нити агресивно, нити динамика, повеќе од 20 години водите успешна фирма, имате клиенти кои што ве препорачуваат, джеб или вакуум немате, постојано сте зафатени. Дури, ќе кажам, минатата недела бев на еден состанок каде што двајца разговара и случајно те спомна едниот. Ќе се препознае кога слуша емисијава. Вика, ја и би идел кај Тоци, ама тој ќе треба тек до година, а за годинава ми е. Веројатно веќе и кај луѓето, нели, има перцепција дека имате постојано работа и дека термините секогаш ги запазувате, така да веќе научила. Како може без маркетинг, без агресивен маркетинг да кажам, да дојдете до оваа фаза? Имавте среќа, претпоставам. Па ја би рекол среќа, да. Долгогодишната работа, истрајната работа, образот што се вика постарски, придонесува да клиентите се враќаат, да не препорачуваат, да сакаат повторно да соработуваат со нас. Битна е комуникацијата со клиентот, да му влезеш во душата, што се вика, да му го извадиш она максимумот од него, што тој има желба, што може во тој простор, разговорите со нив, истрајноста, сите тие работи придонесуваат да ни се враќаат клиентите. Големиот круг на пријатели што сум го стекнал во животот, едноставно придонесува да еден на друг од уста на уста, како се вика тој маркетинг, постојано не ангажираат и постојано имаме нови проекти. Моментално можам да кажам дека сме зафатени до јуни. Проектите што ги имаме, значи сега закажуваме за јуни. Така да луѓето што знаат што ќе добијат, луѓето што виделе што добиле, едноставно се трпеливи и знаат да чекаат. И никаков проблем немаме. Ако дојде кај нас, веќе они однапред знаат дека ќе добијат нешто што е квалитетно, беспрекорно завршено, намонтирано, средено, и затоа се враќаат, чекаат и слично. Денеска сте етаблирана компанија. Денеска имате препораки, денеска имате задоволни клиенти.
Предпоставувам се јавува и втора генерација сега од оние луѓе кои што некогаш нели нарачале мебел, да кажам. Колку беше истото лесно, да кажем, да се задржи квалитетот, да се задржи рокот и да остане образот, во зборувам да се вратиме назад пред едно 20 на години, кога уште не е сериозно, кога секој денар е важен, кога секој еден клиент е битен. Како гледате сега на таа паралела во тоа време и денес? И што е тоа што различно сте го направиле вие за да можете да ги сведочите двете варијанти, а знаеме статистички дека голем број на фирми нема да го видат тоа. Значи, претходно, она што беше пред 20 на години, тој дизајн и овој денешниот дизајн се разликуваат многу. Тој дизајн беше поедноставен, побрзо се работеше, побрзо ги завршувавме врските. За се како поминува времето, се повеќе посложени дизајни, поуникатни. Јас секогаш се шалам и викам, ние работиме комплицирани работи, уникатни работи, зашто така ни се вика и компанијата. Затоа е уника дизајн, затоа што не работиме едноставно, не работиме обични дизајни, секогаш работиме она што е по специфично, позахтевно и од ништо не се плашиме, комбинираме материјали од дрво до иверица, фурнир, медијапан, метал, инокс, се што може да се најде на пазарот и кај нас кога доаѓаат клиентите добиваат се на едно место. Значи, дали дизајнот ќе биде со метал и било кој плочест материјал, дали ќе биде лед осветлување, дали ќе има плексиглас во сето тоа, ние го работиме комплетниот производ со сите можни материјали кај нас. Не треба да се замараат со ништо. Во поново време работиме и со ламинам, го монтираме исто и ние и ламинамот, ние си нарачуваме, ние ги нарачуваме тие материјали, сами си зимаме мерки, сето тоа за кој ќе биде целата работа завршена, да клиентот биде задоволен, да биде она што го побарал до крај завршено, едноставно клучна рака. Дојдовме до менаџментот, дојдовме до менаџерите. Компанијата уште расте, вашите амбиции се нормално фирмата и да расте, нели, и да добивате уште поголеми проекти, нови пазари и останато. Како изгледаше еден ден на Тоци додека не заживее да се враќаме пред 10 години со новиот Outback, за тој период зборуваме. Како изгледаше ваш еден работен ден? Значи, оператива комплетна. Од почеток па до крај. На почетокот ја набавував и материјали, ја трчав по клиенти, ја одев по мерки. Мерките некако ми остануваат се уште, па се уште го работам тоа, мада полека го препуштам, тоа Дарко го прави. Се софистицираме, купивме 3D скенер за мерки. Полека сега ќе го доусовршуваме тој дел, да може се поставува на сред просторија, си зима мерки, одат во софтвер, сите тие работи да бидат електронски. Она што како беше тогаш, како е сега, тогаш беше многу тешко. Од Сабајле станувам и она што е план го правиш утрчање, правиш едноставно работи што не може да ги стигнеш, па секогаш кубуриш со време. За тој период може би ми бил нормален, мислам, мене како што требало да се заврши работа, знаеш дека треба да одиш таму, да одиш ваму, а никогаш не си го гледал времето да го распоредиш, па дали може тоа друг да го направи за тебе, да во еден момент видам дека уствари ми требаат луѓе, па почињам луѓе да вработувам се повеќе и повеќе
да денеска стигнеме до оваа бројка што ја имаме и да се систематизираме кој што ќе работи за да му се препушти работата на секого подеднакво. Ти си човек кој што ја знае во прст самата работа, ти си основачот, така и си ја изградил фирмата. Како изгледа кога она што го знаеш у прст, знаеш каде можат да сгрешат луѓето, можеш да предвидиш на што ќе кикснат, може да предвидиш што нема да забележат и се тоа од прилика информации, стравови со кои што еден сопственик секогаш верувам се соочува. Како изгледаше твоето препуштање на контрола на твоите луѓе кои што нормално дека ги почитуваш и ги сакаш, но сепак нешто психологијата си е многу тешко. Секогаш у главата ми беше што ако не го направат ова, што ако не направат вака, дали ќе го направат како што го правам ја. Да со тек на времето, значи одев и ја на монтажа, бев во производство, ги гледав работите, им едноставно го пренесував она знаење што го имав. Сакав да видам што се дешава и ден денес некогаш знам да се симнам и да дзирнам по она што е склопено, дали е добро, да прашам дали е бушењето дали е добро, дали има некој проблем, ама се повеќе и повеќе се тргам. Едноставно им верувам на луѓето, си ја знаат работата. Имам луѓе што се веќе кај нас повеќе од 7-18 години. Луѓе што си го вложиле својот труд долги години и едноставно се научени да се ја бркаат работата професионално. Оној период кога ја предавав работата, кога се плашев дали ќе биде добро, беше еден период каде што не верував во нив, дали ќе завршат како што треба, па одев да проверам. Уствари, секој си ја работи својата работа, ако го пренесеш знаењето како што треба, ако му ги дадеш правите насоки, секој ќе научи правилно и она што нормално негови идеи, па сето тоа заедно вклопено во едно, искача како што треба, професионално. А колку мислиш дека може фирма една да биде самоуправувачка или нели, самиот тим на вработени да функционираат без собственикот, да кажам? Колку мислиш дека е реално, изводливо, доколку првиот човек нема доверба во тимот? Не дека во луѓето, токму она што го зборуваме, стравот да не сгрешат, стравот да не го нели, изгубат образот пред клиентите, во таква смисла, не дека не им веруваме на луѓето во таа смисла. Што мислиш колку е изводливо реално? Ако немате доверба во тимот, мислам дека не можете да направите самоуправувачка компанија. По мене прв и единствен услов е да му верувате на тимот. Да тој тим го представува лицето на компанијата. Значи, кај да се појават, тие се уника дизајн за мене. И јас постојано, можда и си приметил, вие сте уника дизајн. Се обраќам кон вработените и тоа им го кажувам. Значи, ако тие не се, тоци пак ќе биде столар. Значи, ја сум го изградил тој тим, сум го направил и секогаш се осврнувам према нив и кажувам дека тие се тимот, тие се уника дизајн. И сите тие години поминати со нив заедно, влијаната доверба меѓусебна придонесуваат до она што сакаме да го изградиме понатака. Да секој си ја знае својата обврска, секој си ја знае својата работа. Битно е да се имплементира сето тоа што е договорено и јасно и гласно да се посочи кој што треба да работи. А како ти го надмина тој јас? Да кажам, како луѓето се луѓе, знаеме дека се честни, вредни, работливи, ама препуштањата на контрола, како ти ја надмина таа може би и не требало да ја надминеш, може би си го имал природно, чисто ме интересира. Па, секојдневната комуникација со нив, секојдневниот брифинг, да кажам, оној сабајлешен, ова треба, тоа треба, кој ќе се вратат, завршивте со ова, завршивте со она, и кога ќе го исконтролираш тоа и кога ќе видиш дека е уствари окей, и едноставно со тек на време
сватив дека тоа е тоа, дека тие се луѓето, дека ја завршуваат својата работа, си ги свесни се дека имаат обврски што треба да се завршат. И довербата е многу битно да ја почувствуваш. Кога ќе ја почувствуваш довербата, знаеш дека се тие и дека не треба да се замараш за ништо. Ја и ден денес им се јавувам на телефон, дали сте, до кај сте, завршивте, чисто да бидам во тек со работите, мада имаме имплементирано и повеќе софтвери каде што гледаме во реално време што се дешава, гледаме, имаме софтвер кај што го следиме налогот во производство во секој момент на која фаза е, што се работи, до каде и слично. Сега направивме и уште еден софтвер за CRM. Истото, сите комуникации ги гледаме со клиентите, секојдневната комуникација што се дешава, така да следењето на сите процеси е едноставно само контролата на она што е тековна работа. Така. Колку луѓето се подготвени за промени од твое искуство? Јас разговарав со моите менаџери, неколку пати правевме муабет, се објаснувавме дека ние сме стигнати во една фаза каде што мораме да ја надминеме таа фаза, дека мораме да едноставно се качиме на едно ниво погоре од сето она што е, и заедно донесовме одлука дека мораме тоа да го направиме. Многу тешко е човек да направи промена, па вклучувајќи се и ја. Навиката е многу лоша работа. Кога ќе се навикнете на една работа и сега кога ќе треба да ја промените таа работа, некогаш ќе ја заборавите, некогаш па добро се договоривме, од вчера знаеме, а уствари не е тоа така. Кога почнавме да применуваме секои неделни состаноци, секој дневен краток брифинг и сите тие работи, уствари увидовме дека етеа таа мала промена, ама голем бенефит. Сега веќе доаѓаме са бајле да на работа и да се гледаме сега што ќе правиме. Значи веќе тоа го надминавме благодарение на тебе. Јас можам да кажам дека многу работи сме ги знаеле, не ги применувавме. Меѓутоа, сега застанав на еден цврст став и им кажав една работа да промениме, само да го видиме бенефитот. Го направивме тоа и самите рекоа да. И еден по еден имавме состанок, максимално ќе се вложиме да ги поминеме сите работи за да можеме да дојдеме на едно повисоко ниво. И тука ќе видиме дали ни фалат вработени, дали треба се уште да вработиме, на кои позиции да подобриме, така да сето тоа ќе се качат и самите они ќе дојдат на едно повисоко ниво. На едно излагање во Хилтон кажав ја дека текот на годините ќе дојдат нови вработени, ќе се направат нови промени, меѓутоа фирмата ќе биде таа што ќе порасне, ќе се зголеми и едноставно ќе биде препознатлива како што и до сега. Така. Ако добро те слушнав, рече редовни состаноци одржувате така, за да може да си го планираат нели производство и да видат да следат докаде се проектите. Колку мислиш дека тоа оперативно сега те растеретува, да кажам, кога веќе полека нели луѓето, не дека претходно немале состаноци, него со тие неколку финеси во смисла колку нив им помага тоа? Нив им помага веќе они знаат што треба да прават секој ден. Значи во наредната недела веќе се договорени работи што треба да се завршат и едноставно секој си работи онаа задача што е задолжен да ја работи. Предвидените датуми за
производство, што треба да се прави во производство, сите тие работи се многу полеснителни кога ги знаеме сите. Очекувањата се тие што сме ги договориле, само на краток брифинг планот го стигаме, да, се е во ред, тераме понатака и толку. Претходно, секојдневно имавме, да не речам проблеми, меѓутоа едно чувство како не знаеме што правиме. До кај сме со ова, чекај да видам. Ова треба да го завршиме, па не знам, лајсна ми фалеше, па Маријан ја земал, не ја земал и останати работи, така да сега е многу по средено во тој дел, каде што неделните состаноци се фокусираме на тековните работи и искуствено гледаме колку може да се заврши во текот на таа недела и кои налози се предвидени да се завршат. Меѓутоа тоа сакаме да го дигнеме уште на повисоко ниво, да бидеме уште поавтоматизирани, да бидеме уште по транспарентни, така да имам уште многу идеи каде што ќе биде тоа малце поелектронски. Уште сум во тој дел каде што сакам софтвери, каде што сакам да биде на монитори ставено во производство, да се гледа точно кој што работи, колку работи и слично. Многу ме интересира, а знам дека ќе ми одговориш искрено, како што си самоуправувачка компанија, веќе гледаме дека на прагот е кон достигнувањето, не е прашање дали, туку кога, само ќе биде како циклус затворено, инаку секоја фирма е жива материја, никогаш идеално не постои. Мене ме интересира, ти не си човек кој што сака цела фирма да биде организирана и сега Тоци да иде на јахта, на шетање, на дружење, не дека не сакаш, но не ти е примарно, ако добро сум те запознал. Што по целосно функционирање на фирмава? Да замислиме, функционира буквално, независно од тебе, никој не те бара, тебе ти е досадно, телефонот е исклучен. Сум размислувал и тоа, значи има неколку работи што ја не можам да седам да не работам, не сум таков тип на човек, не можам, ќе си најдам работа. Нашата визија и цел е да прошириме прво фирмата, тоест да изградиме уште една хала. Таму сум фокусиран сега, сакам тоа да го решам. Едно големо прашање што битно е за целата фирма, како ќе се развиваме, тоест како ќе се расшириме. Мислам дека тоа ќе ми треба малце време за да се заврши, меѓутоа ако се деси, ја многу брзо действувам. Така да на прашањето што кога се ќе функционира, имаме неколку работи што сум ги размислувал. Една голема љубов е сакам да помагам во спортот, во дечиња што се мали, што тренираат. Моето искуство во спортот сакам да го пренесам на некои деца помали. Тоа е едната работа што кога би имал повеќе време би ја работел, чисто од љубов. Второ, сакам едукации на луѓе што излегуваат од факултет, да исто така ги развиваме во насока на она што е тренд, она што е едноставно, да ги запознаеме со технологиите, да ги запознаеме со можностите на индустријата и сите тие работи, затоа што сметам дека недоволно посветуваат внимание, можда и недоволна опрема и недоволен стручен кадар на факултетите. Да. Нашата индустрија многу технолошки оди напред, а она што се уште
кај нас, зборам за факултетот, многу малку посветуваат внимание на технологијата. Така да, втора работа ми е да се посветам на некоја едукација, на луѓе што сакаат понатака да влезат во индустријата. Зборам од високо образование што сакаат да влезат во дизајнот, да навлезат понатака, да ги едуцираме кои се можностите во нашата држава, што може да се, со кои материјали може да се состават, запознаат, да едуцираме млади луѓе што не планираат да одат на факултет, што сакаат едноставно да влезат во таа наша индустрија, да можеме да им правиме обуки во делот на машините, да ги запознаеме со целокупната оперативна работа на секоја машина, поготово новите технологии, CNC-њата со големи можности. Така да тоа ми било една работа што би ја работел кога би имал време, што не би го трошел туку така залудно. Да, обично младите, нели, сакам самообработачка фирма, нели, self-managing company, нели, као имаш 30 години и застанал животот, само ќе шеташ лево десно. И тука се разликува од сериозен лидер и неискусен човек кој што санува нешто што и да ти го даде Господ, па ти е рано, нели? Замисли имаш 30 години и све потокму и што останал животот, нели? Буквално ако нема никаква возбуда. Прашањето ми е следно. Може би еве при крај да што би им препорачал на денешните предприемачи имајќи го цело твое искуство? Точно знаеш ни што си поминал, точно знаеш кои се препреките во предприемништвото, точно знаеш кој е начинот на растаратување. Што би им препорачал? Само ако можеш и една работа додади, велиш ти јас сум човек кој што брзо носи одлуки, па ме интересира и психолошкиот момент ако можеш да го опфатиш. Па секој предприемач си ја знае својата работа, си ја знае својата фирма, меѓутоа како препорака пред се мора да имаат прави луѓе до себе, да ги најдат оние што ќе им веруваат. Најбитната работа е да имате луѓе што вашата визија ќе едноставно пренесуваат, тоест ќе покушаваат да се оствари. Секој предприемач гледа како неговата фирма да биде поголема, како да расте. Најбитно е да бидат правите луѓе, да се најдат правите луѓе за да би сето тоа може да го живее, да го развива и да го достигне. Тоа е единствената работа што е многу битна за целата работа, за целиот бизнис. И јас имам една моја девиза, секогаш викам си ги пуштам нозете, но 3-40 сантима пократко од чергата, секогаш чергата да биде подолга. Пред се треба да имаме финансии, да го обезбедиме тој тим, да бидат они среќни и задоволни, за да можеме да го растеме тимот, да растеме сите заедно. Најбитна работа ми е мене они да бидат среќни, за да можеме заедно да успеваме понатака. И за крај имам само едно прашање. Чисто ме интересира твое искуство, затоа што човек кој што си успел преку ноќ, последниве 30 години, работејќи посветено на процеси и на луѓе, знаеш дека имам доста искуство, нели, во мебелот и сум соработувал со доста фирми од мебел и имав прилика да видам и добри приказни и помалку добри и неуспешни приказни. Многу ме интересира твоето мислење. Дали всушност токму ова што го кажа, полека, трпеливо е твојата визиткарта за успех и дека така треба да биде? И додека те слушав, само ме потсети кога сум гледал како младите
од желба за брзо успех, за развој, нели, ќе инвестираат во машини, купил кантерица, па сватил дека му треба сега поголем простор, па ајде објект. Па сега му требало за кроење, па купил автоматска или не знам што. Па сватил дека му треба вентилација, па ајде уште вентилација. И она што го гледам во пракса е дека често луѓето сакајќи се, нели, да го задоволат егото и да покажат што се имаат и што се можат, нели, заглавуваат по кредити, па подоцна тешко стануваат ликвидни, нели, и не можат да ги пратат промените како вие со архитекти, со дизајн, со еве сега 3D скенер, утре AI ќе дојде, нели, со овие процеси. Дали всушност добро те разбрав дека вашата визит карта е јасна визија, окружи се со топ луѓе на кои што ќе имаш доверба и полека и трпеливо? Секогаш така. Значи, ништо нема преку ноќ. Секогаш сум размислувал како тоа да го направам, морам предпазливо, затоа што целиот бизнис го имам покренато ја. Не сум имал некое претходно искуство од, не знам, семеен бизнис или се останато и секогаш сум одел на степ бај степ. Значи, полека, сигурно и да може тоа да расте со едно темпо, али не пребрзо. Имам искуства, видено, слушнато, многу брзо се развил, многу брзо паднал. Сето тоа е недобра одлука на значи менаџментот, на собственикот, на предприемачот, затоа така може брзо да дојде до нешто, али кратко да трае. Мојата девиза е степ бај степ, полека, но сигурно. Развивај процеси, а не да ги скокаш. Така е, што сите процеси мора да ги надминеш, да ги поминеш, да ги доживееш, затоа што едноставно работата што ја работам е работа што нигде не сум ја научил, него се е искуствено, се гледаш како можеш да ги подобриш некои работи, па гледаш како уназад се десило, па сето тоа е само едно големо искуство. Ти должам една реченица која што секогаш у Хилтон се среќаваме, ти ја кажувам, овој пат јавно ќе ја кажам. А тоа е, не знае, па сега ќе ја споделам. Секогаш у Хилтон кој едеме, викам кога ќе пораснам, сакам да бидам Тоци. А Тоци па на шега вика, не си прв што ми го рекол. Дали е тоа така? Така е. Имам еден пријател што е од Арилје. Соработуваме, тоа се дружиме. Он работи за Корпус, за софтверот што ни е една голема помош во целокупното дизајнирање на мебелот. Технички софтвер што е поддржан, што поддржува целокупното производство, од значи потребни материјали за самото производство до дизајн, сега веќе и рендери може да се прават. Веќе навлегуваме во една друга технологија, ќе имаме V-Ray, да може да дојде клиентот да буквално да со наочари да види како тоа ќе изгледа во неговиот стан. Сето тоа е сега како мала најава што понатака ќе биде. И така се собравме минатата година на кај нив во Арилје. И пред неговите пријатели што беа така повеќе, рече еден ден кога ќе пораснам ќе бидам Тоци. И мене така малку емоции поголеми ми дојдоа. Му викам, бачко, што е тоа? Вика, ти си уникатен. Викам, таква ми е фирмата. Такво ми е името. Такво е името, да. Одлично. Тоци, ти благодарам што беше денеска мој гостин. Верувам дека луѓето некаде ќе се препознаат во нашиот разговор кој што го водевме и во твоето искуство. Верувам дека даде одлични совети за оние луѓе кои што знаат да читаат меѓу редови, ќе си пронајдат она што им е корисно. За вас што дојдовте до овде, до самиот крај, претплати се на линкот под ова видео.
Има бесплатен newsletter или линк каде што можеш да се претплатиш, а зошто е тоа важно, бидејќи секој месец, кон крајот на месецот, одржуваме бесплатни вебинари, каде што дискутираме на различни теми од областа на бизнисот, така да единствениот начин да секогаш бидеш информиран кога, каде и која тема е начинот да се пријавиш под линкот под ова видео. Тоци, ти благодарам уште еднаш за присуството на овој подкаст, искрено уживав како и секогаш во нашиот разговор. Ти благодарам на поканата. Малце ми е прв пат вакво искуство. Се надевам дека ќе продолжи, дека ќе соработуваме. Ти должам една информација што преска почнав, ама од прашање на прашање па ја изумив. Кога ме праша како се тоа дојде да го пораснам целиот овој процес, значи минатата година на скијање, додека седев во гондолата, едноставно прелистував по интернет и искочи твоето видео и реков да, токму тој е човекот што мислам дека ќе ми помогне да ги надминам оние работи докај што сум стигнал и како да пораснаме понатака. Ти благодарам уште еднаш. Тогаш дојдов во Хилтон. Не знам дали се сеќаваш, ти кажа сите што сакаат да направат разговор ќе бидат во ќошот. Да. И така да ја те причекав во ќошот, не дојде, Да, па морав ја да беше, дам до кај тебе, така да од првото гледање ми беше онака чувство дека ти си човекот што може да ми помогнеш како сето ова што сум го започнал да го донесам до едно поголемо ниво и едноставно да фирмата порасне и сите бидеме среќни и задоволни. Ти благодарам и на довербата и на денешниот разговор и се гледаме на следна прилика. Благодарам ти уште еднаш. Благодарам. Поздрав.